Расте бројот на пациенти кои се јавуваат на инфективна со воспаление на мозокот. Во изминатото деноноќе уште еден сомнителен случај на западно-нилска треска е примен на инфективната клиника. Тројцата пациенти се уште се критични и се на механичка вентилација и нивната состојба постојано се следи. Вкупно досега има 17 заболени од вирусот. За сите нови случаи се прават дополнителни испитувања, но според клиничката слика и симптомите со кои се примени во болница, укажуваат на западно-нилска треска. Имаме 6 пациенти кои се водат како клинички суспектни, иако кај нив со PCR технологија резултатите се негативни, но PCR технологијата не е златен стандард кај невроинвазивната форма на Вест Најлот, така што ние уште тие пациенти се подложени на дополнителни лабораториски исследувања и се лекуваат и се третираат како пациенти со западно-нилска треска. Доктор Цана додава дека овој тест не може да биде позитивен кога веќе болеста е во поодмината фаза и затоа се прават дополнителни испитувања. Клинички ги сметаат како позитивни затоа што се тестирани кога веќе имале компликации. Инаку сите нови 7 пациенти се во стабилна состојба и се лекуваат во одделот за невроинфекции. Сите се на возраст над 60 години и се од Скопје. Граѓаните велат дека знаат за вирусот и дека ги следат препораките на надлежните за нивна заштита. Следиме што може да следиме. Се заштитувате? Се заштитуваме со некои спреови, со некои. Ама сега дали дај Боже да не закачиме. Знам луѓе лежат таму горе во и лежат горе во инфективна. Многу не се движам. Повлечена сум дома. Препораките само слушам дека се зголемува бројот. Инаку не ги почитувам, не можам да ги избегнам комарците. Живеам во куќа со двор, со зеленило и секој ден не поливам. Начинот на кој се штити, слушам со долги ракави, да не се иде многу во топло во зеленило, али не знам тоа дали е заштита. Ги почитувам, да. Секоја болест треба се почитува, секоја зараза, точно. Да. Се заштитувам. Западно-нилската треска се пренесува само од убото од заразен комарец и не се пренесува од човек на човек. Надлежните апелираат ако граѓаните почувствуваат висока температура, главоболка, треска, дезориентираност, веднаш да се јават на инфективната клиника. Периодот на инкубација е од 3 до 14 дена. Остануваат препораките на надлежните да се користат средства против комарци, да се носи облека со долги ракави и ногавици, особено во вечерните часови, да се постават заштитни мрежи на прозорците и да се отстранува застојната вода во дворовите каде комарците се размножуваат.